Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во уште една емисија за или против. Вечерва со мене Елена Марковска-Цветановска. Оваа емисија ќе ја посветиме на спортот и на спортските актуелности и активности во Македонија. Колку политиката е навлезена во спортот, колку корупцијата е навлезена во спортот. За жал, последните истражувања покажуваат дека граѓаните сметаат дека дури 80% корупцијата е застапена во спортот. Застапена секако е и политиката, а тоа го гледаме и преку спортските надпревари, начинот на навивање, провокациите од соседите. Мои вечерашни гости се Борко Ристовски, поранешен ракометен репрезентативец на Македонија, во моментов голман и на ракометниот клуб Вардар. Добро вечер и добре дојде во емисијата за или против. Добро вечер и поздрав до вас. И спортскиот новинар и коментатор Тони Стојановски. Граѓаните многу добро те познаваат, Тони, и години веќе си дел од спортскиот живот во Македонија. Ќе зборуваме што се случуваше изминативе неколку години на спортски план. Насловот на вечерашната емисија е Спорт и национално чувство, кој зошто сака да го исече во корен. Тука ќе се надоврзаме и на спортските воучери кои што така кренаа некоја фама изминатиот период, дали се доделени како што треба, на кого се доделени, кој е начинот на кој што се доделуваат и така натаму. Би почнала со она што пред 2-3 дена се случи на последниот ракометен надпревар меѓу Српски Партизан и токму Вардар. Ке ја замолам режијата да ја покаже сликата од надпреварот. Имено се случи на овој надпревар, нели се случи една неспортска заднина. Причината за тоа беа провокациите од домашните навивачи, односно гробарите. Откако на стартот истакнаа грчко знаме, а во текот на второто полувреме навивачите на Партизан испратија порака, тие директно ги повикаа комитите, наведувајќи дека се група со српско име која слави бугарски војник, алудирајќи токму на Гоце Делчев. На паролата што ја истакнаа гробарите пишуваше: група со српско име слави бугарски војник, мора да е тешко со таков комплекс во главата. Комитите после 2 дена чинам одговорија на провокациите на гробарите, велат живо ви е кралството, колку и другарството. Борко, факт е дека ова е класична провокација, факт е дека не е ниту прв пат, ниту последен пат да се случува ова на спортските надпревари, но дали до сега виде некаква реакција од македонските власти? Па добро, нормално дека не е убаво кога се случуваат вакви немили настани, не е убаво и не е едноставно чувството е невкусно во најмала рака, така се изразам кога се истакнуваат овој тип на пароли, меѓутоа кога ќе соберете и одземете се, ова е само уште еден показател на кој ниво ни се наоѓа државата во овој момент. Значи, претходно имало секогаш овој тип на провокации, меѓутоа никогаш претходно државата не било донесена на ова ниво, дали сакате граѓанско, дали сакате политичко, спортско и интелектуално. И токму затоа ова е, да кажеме, еден голем бришан простор на кој што навивачките групи може да го искористат просторот кој што гледа дека нема никаков отпор нити од другата страна, нема никаков отпор и нормално дека го користат тој простор за своевидни провокации. Провокација како провокација едно, меѓутоа и се случувало, како што кажав, меѓутоа нормално дека треба да има и реакции од наша страна, како влада и како држава, како народ реагиравме, затоа што коментарите се буквално... Да, и прочитав и комитите дека реагираа и толку на тоа остана, само нели не знам и спортската фела колку реагираше на ова. Па добро, спортската фела во моментот е слика на целата наша држава и она што се случува во државата, кажав, така да како што кажав и да сумирам, ова е само една слика и пресликана работа од се она што ни се случува во нашето општество, кажав, и на политичко ниво и на секој. А зошто токму од Србија до сега сме имале ли вакви провокации од таа страна? Па никогаш не сме имало провокации, меѓутоа биле спортски провокации. Пак е повторно, значи кога вие им оставате еден вакуум простор и бришан простор, секој може да го искористи, така да наивачите го искористија тоа денеска од Србија, утре ќе бидат од Бугарија, заутре ќе бидат можеби од Албанија или од било која држава. Така да секој си пробува да зграби оно колку што ќе му дозволите. Меѓутоа, ако има цврст одговор од државата, ако имало цврст одговор од државата претходно, ако не се дозволеше да државата оди во оваа насока која што оди, сигурен сум дека немало да има овој тип на провокации. Можеби ќе имало провокации спортски. И тоа е прифатливо до некаде. Меѓутоа ова е далеко од спортски, ова е
Не знам дали е нарачено од некоја трета страна, не сакам да верувам во тоа, меѓутоа пак ќе кажам, кога нема отпор од другата страна, секој пробува да зграби оно колку што има празен простор. Тони, колку често се случуваат вакви провокации на фудбалските ракометните надпревари? Тоа се вака во глобала спортовите кои што така се најпопуларни во Македонија, народот најмногу навива, најмногу се возбудува во тие моменти кога играат репрезентациите на Македонија. Верувам дека ќе се сетиш дека провокации дојда и од бугарска страна, чинам дека беше клупска утакмица, односно клупски надпревар, односно Македонија Ѓорче Петров, сега подсетиме малку со имињата, со не знам, со ЦСКА Софија, од таму имаше некои провокации дека Ѓорче Петров е бугарин, па не знам, коментаторите не нарекуваа постојано северно македонци. Дозволено ли е коментатор така да се однесува? И така да коментира? Не ги коментаторите, ќе морам да ги бранам, затоа што и мене многу често ми се префрло дека правам работи што не ми се дозволени. Односно во моите преноси да истакнам некаков став или да повикам на нешто што, да речеме, не е во моментот во жижа на станите. Она што се случи... Добро, меѓутоа не со провокација кон другите, така? Не, апсолутно. Си ги повикувате секогаш своите, а знаете како е? Кога е или црно или бело, тогаш овие другите сметаат дека ги провоцирате кога кажете својот став. Јас и Борко сме тука некаде генерацијски и можеби ќе се сети Борко дека прв пат, на пример, навивачите на Партизан, но на кошаркарски надпревар, нас не нарекува бугари во 91 година во финалето на Купот на Југославија во кошарка. Се играше во Ниш. Тоа беше веќе се насетуваше дека Југославија се распреѓа, тргната беше работата и едноставно немаше што да се фата тогаш. Пеце Нумовски играше за Работнички, Јанко Луковски тренер, двајца Срби во Работнички, Марко Ивановиќ и Јовановиќ, а овие бугари. Значи ги има тие провокации, они од бугарска страна, они од бугарски од грчка страна не изненадуваат. Спецификата овде е што ние ретко добиваме такви навивачки провокации од српска страна. И што е сега причината? Останува да анализираат тие на кои што има работа да анализираат. Морам да кажам, јас вчера проверив кај некои од комитите со кои што имам нормален културен контакт, дали на првиот надпревар во Скопје, ова беше втор, од СЕХА лигата, имало некакви провокации за србите. Тие тврдеа дека немало. Ако немало, ова е осуда. Ако ни враќаат за нешто, тогаш да ги разбереме до некаде. Меѓутоа ние сме, знаете како, сега во позиција кога можеме да ги искористиме провокациите за наша полза. Затоа што малку и македонското ткиво е разбиено. Ние сме во некоја дефанзивна улога, јас не се чувствувам добро во последно време како македонец, постојано некаде некому објаснувам што и како сме ние, како чувствуваме, зошто сме постојано во некаква улога да се објаснуваме. И гледате, и во политичкиот дискурс е тоа постојано присутно. Кај нас, од највисоки институции, па се до долу. Ние имаме МНР, например, кој што никогаш нема да реагира за ваква работа, за да не навреди некого. Што е недозволиво. Затоа што нивна основна работа е да го бранат достоинството на македонскиот граѓанин. Еве, да не биде народ, па некој да се лути, да го бранат достоинството на македонскиот граѓанин. И при тоа треба да се изанализираат сите постапки. И наши, и туѓи. Но во никој случај не сме да се молчи кога сме провоцирани на ваков начин. А ова може да го искористиме. Секогаш треба да го искористиме ова. И сега да не навраќам, не знам, некои муабети од порано, ние сме мал народ. Малите народи, за да ја докажат својата вистина, треба да се држат до две работи. Првата е меѓународното јавно право, кое што не функционира. Втората работа, како субституција на меѓународното јавно право, е да имате копче што ќе го стиснете и ќе разбиете некого. Тоа го немаме. Затоа нашата втора работа е заедништвото. А тоа најдобро се канализира преку спортот, чинам дека, да. Ама тука не смееме да се предадеме. Го немаме, ќе дојде. Мора да дојде. Или ќе не нема. па ќе ја прекинеме оваа агонија. За тебе, Ристовски, прашање, дали е тешко да се игра на надпревар кога има такви провокации, дали е тешко да се коментира таков надпревар кога има такви провокации? Како на националното чувство го скротуваш во себе за да бидеш смирен и да се посветиш на надпреварот и на тоа што си там? Па јас повеќе пати последниот период, да речем последните мои настапи на репрезентација, често бев советуван од пријатели
и укоруван како не треба да истакнувам дека јас сум македонец, како не треба да истакнувам дека сум горд македонец, дека сме ние Македонија. Сум кажал тоа претходно, значи добивав некои телефонски повици, пораки за моje добро, нели, да го прекјутам тоа, меѓутоа едноставно тоа е појако од вас, тоа е на луѓето кои што не се чувствуваат така, тешко им е да објасните зашто го правите тоа така. Така да кога ќе дојде да играте на таков тип на надпреварен, да одговорите на тој тип на провокации, на теренот е многу полесно, затоа што одговарате со игра која што е неколку пати помотивирана, мотивирачка, и да изгинете на теренот и да го покажете, да ја покажете својата доминација на терен и со тоа едноставно да ја замокнете целата маса луѓе кои што провоцира кон вас, не директно, меѓутоа кон нашиот народ, што би рекол колегата од противната страна, така да на теренот е многу полесно. Едноставно, барем кај мене. Ќе се дефокусирам од тоа, едноставно ќе се фокусирам на надпреварот, ако до тогаш сум давал 100%, ќе се потрудам да дам 200% и со тоа да ја покажам нашата големина и нашата силина. Како една класична мотивација. Па, јас да. Јас се согласувам дека на спортистите можеби во такви ситуации им е полесно, не е сигурно лесно да слушате навреди. Тоа се навреди на лична основа. Ви споменуваат, да речеме, семејство. И не е лесно, меѓутоа мислам дека спортистите, особено овие наши големи спортисти, го имаат тоа канализирано до тој степен што полесно им е да играат кога ги има тие навреди и јас мислам дека Борко кога е најнавредуван, најдобро брани. Да. Тоа е мојот впечаток така. Како му е внатре во душата, тој самиот си знае. Кога коментирате малку поинаку, ти мора да задржите некоја ладнокрвност, ама па ние имаме друг тренинг. Тој не е врз основа на тоа што премногу не навредуваат, иако имало ситуации. Имало и по нашите терени. Тоа не знаете какви терени има фудбалски, ракометни, одбојкарски, кошаркарски кај нас, а ќе се појавите и некој ве прогласил дека навивате за ово или ово било гол, не знам, аут или него и така. Со политика исто, не знам што, па со што и да е, Има, меѓутоа се поретки во однос на играчите, но ладнокрвноста ние тренираме да ја задржиме кога, да речеме, коментирате Македонија или клуба што го сакате и сега не може да бидете нечесен сам кон себе или кон професијата и да кажете ова е пенал или е престап, а се гледа дека за толку не е престап. И тука едноставно ако судијата свирне во ваша полза, ќе најдете начин да го кажете тоа, можеби не да го искритикувате судијата ти донел добра одлука за Македонија, меѓутоа ќе кажете дека ова е така со мал попуст фино. Значи, од тој аспект па тренирате да бидете ладнокрвени и да издржите се во текот на тие час-два преноса. Не е лесно затоа што и ние сме емотивни луѓе. Ако не сме, нема ни да работиме преноси. И сега Тони, така со Тони ќе ти се обратам на ти. Слободно. Ќе ја продолжиме емисија, ако не е проблем, баш поради тоа што граѓаните веќе те чувствуваат како свој, како да кажам, некој што ги поткрена националните чувства во Македонија после оној фамозен надпревар на македонската фудбалска репрезентација и твојот говор, така една емотивна вредност остана од тој говор па наваму. Неколку пати ти имаат прашувано и веќе мислам дека и на јавноста е јасно од каде доби инспирација, како стигна до тоа да ете низ стиховите дури вметнати од Кочо Рацин ти сплотиш една таква убава мисла и ја кажеш на тој начин баш во тоа време за поттикнување, ќе кажам, ете така, на македонското национално чувство во времења кога сме под наводници сардисани од сите страни. Прашањето ми е дали имаш чувство дека од тогаш нешто се промени кај македонскиот народ? Дали виде некоја сплотеност, единство во, не знам, зголемување на љубовта кон државата преку спортот? Знаете што се промени? Не подпишавме, туку изреализиравме договор со Бугарија кој што исто така е на штета на македонскиот народ. Тоа се промени од тој момент кога Македонија се пласираше на европско досега. Јас ги работите не поинаку од тоа што сум ги работел кога сум почнувал кариера или во текот на кариерата. Навивате за Македонија, навивате за својата екипа, честопати Борко знае и критикуваме. И тоа е нормално, па не се разбираме. Дали е така, треба да биде поинаку и така натаму. Спортот во Македонија, според мене, според моето скромно мислење, заедно со образованието, се единствените сегменти кои што може да го извадат ова општество од калта во кое што сме длабоко. И таа кал не е она фиксна, па застанувате таа дотука доаѓа и толку е. Не, ова е жива кал. И ние се повеќе пропаѓаме и ни се потребни итни интервенции.
итноста во спортот и во образованието не е можна. Резултати нема преку ноќ. Сега влечете потези во спортот за по 1, 2, 3 олимписки циклуси да ги видите вистинските резултати на терен. Во образованието, според мене, проценката е 3 до 5 децении. 30 до 50 години. Значи, ние од сега мора да работиме за да доживееме некој ниво за многу време од сега. Јас работам спорт, односно еден сегмент од спортот. И во тој сегмент ќе се обидам да дадам се што можам, додека дишам, гледам, додека ми е жицата ваква или така како беше реченицата, додека е тоа така, ќе се обидам да дадам се за да им кажам на македонците дека има надеж и дека ние сме постоеле, постоиме и ќе постоиме. Ние сме во ситуација кога луѓето почнуваат веќе да губат надеж, односно да не веруваат. Тоа е најголем пораз за сите нас, што можеме едноставно да ги поведеме напред. Спортистите можат најдобро да поведат напред. Нека не се лутат луѓето од културата или од другите дејности, меѓутоа онака како што спортот со еден резултат, ете со тој пласма на Македонија на првенство, не знам 2012 Србија, не знам кошаркарите претходно, не знам одбојкарите од време на време и така натаму. Како што спортот може да ја обедини нацијата, да ја врати таа надеж, таа верба во борба, не може ниту еден друг сегмент. И од тука јас додека го работам ова што го работам, ќе го давам својот принос за таа насока. И сега верувам дека ова што го кажи ти веќе на сите ни е јасно, но на терен баш и не изгледа дека се е добро и дека се инвестира во спортот и дека се работи на спортот, децата повеќе да навлегуваат во спортот. Некако чинам дека спортов ни тоне. Зошто го кажувам ова? Го кажувам ова затоа што еден фудбалски и ракометен клуб како Вардар, кој што е белек на македонската држава, е белек на македонскиот народ, е доведен до ова ниво до кое што е доведен. Борко, ти во овој момент нели си дел од ракометниот клуб Вардар. Каква е состојбата во клубот во моментот, во ракометниот, а Тони, ти ќе ми кажеш, верувам дека знаеш, спортски новинар си долги години, што се случува со фудбалскиот клуб Вардар кој што игра во втора лига и зошто државата го дозволи тоа. Ајде, Борко, да почнеме со тебе. Па го кажав тоа претходно на емисија. Значи тоа е игра, сега ќе почнем од фудбалскиот клуб, па ќе се вратам на ракометниот. Тоа е игра малце поголема, која што на големо жалење мое е политичка. Фудбалскиот клуб Вардар е синоним на Скопје и синоним на Македонија. Исто како и ракометниот. Меѓутоа, некој упорно се трудеше и се труди се уште да не дозволи Вардар да се врати таму каде што треба да биде. Тоа е во првата лига, да биде во првите 3 екипи да се брои равноправно со другите екипи нели од фудбалската прва лига и да проба да настапува во Европа. Меѓутоа, што тоа значи за другата страна? За другата страна значи помасовно собирање на стадиони, 20.000 луѓе на градскиот стадион кои што никогаш нема да скандираат Северна Македонија, туку скандираат Македонија. Баш напротив, сите политичари од оваа денешнава елита ќе бидат исциркувани и од власта ќе бидат исциркувани, така да на нив тој момент не им одговара во цела оваа нивна приказна. Затоа што тоа ќе биде пораз за нивната приказна, а нивната приказна е Северна Македонија, која што на 90, верувам на 90% од македонскиот народ, ако не на 100%, не им одговара и не ја осеќаат за своја. Затоа што ние сме македонци, сме биле македонци и ќе бидеме македонци. Без разлика колку и да сака некој тоа да го промени во Северна или во не знам каква. Така да тоа е еден сегмент кој што Вардар се наоѓа таму каде што е во моментов, тоа е втора лига и не е случајно така. На Вардар му се натрупани големи долгови и од државни институции повеќето се долговите, така да намерно е остаен таму каде што е, за да не може да кажеме народски дигне глава и да може да се собираат што повеќе луѓе на стадион и да го скандираат сето она што нормалните македонци го скандираат. Не зборам за овие од другата страна. Така да истото пробува да го направат и со ракометниот клуб, меѓутоа ние за среќа имаме еден ентузијаст како што е Михајло Михајловски, кој што се нафати да го повторно земе Вардар и да со тешки маки го одржува Вардар на ниво. Значи ние сме шампиони на Македонија од прошлата година,
Верувам и се надам дека и оваа сезона ќе бидеме шампиони на Македонија и веќе следната година после она суспензија од ЕХФ ќе може да настапуваме во Лигата на шампионите, така да повторно ќе се пунат салите, повторно Јане Стамнавски ќе биде полна, повторно ќе се пеат македонски песни, повторно ќе се скадира името Македонија, повторно македонскиот народ ќе има каде да се обедини, затоа што тоа се места, како што каже и Тони, каде што македонскиот народ се обединува најлесно. И тоа од сегашната власт го знаат и тоа е една од причините кои што пробуваат на секој сегмент да оваа држава или овој народ го поделат во групи каде што ќе можат полесно да владеат и да манипулираат со тие групи, се со цел да не бидеме сите заедно на купче и да можат што полесно да се истераат својата агенда. Меѓутоа, како што кажа Тони, јас сум оптимист и верувам дека и Вардар, ракометниот и фудбалскиот клуб, па и целиот спорт во Македонија ќе заживее и ќе се врати повторно на оние патеки кои што треба да биде. А тоа е еден од столбовите на македонското општество, затоа што покрај, добро кажа мојот соговорник, покрај образованието, спортот треба да биде еден од двигателите и еден од столбовите на македонското општество на кој што ќе ги градиме нашите вредности, како народ и како луѓе. Така да јас би сакал да се врати тоа време, да се врати тој фудбалски клуб Вардар, таму каде што служува ракометниот, да се врати МЗТ на старите патики, да се врати работнички на старите патики, да се врати Пелистерен од Битола, Победа, фудбалска, да се вратат сите оние култни клубови кои што значија Македонија. Да се врати спортот во Македонија, како што наброивте. Генерално да се врати спортот во Македонија, каде што сите ние ќе можеме да ги носиме нашите дечиња и да им покажуваме како се сака својот клуб, својата држава, својот народ. Во моментот тоа не одговара на оваа власт и се надам дека во брзо време ќе се смени тоа и ќе можеме конечно да дигнеме глава, народски кажано, и да повторно бидеме она што треба да бидеме македонци. Тони, заслужува ли Вардар да биде на ова место кај што е сега, во втората лига за фудбалскиот клуб зборувам? Играат во моментов каде не се на градски стадион, тоа секако, од каде ги коментирате надпреварите, од каде ги следите надпреварите? Не работиме на втора лига, затоа не ги коментираме надпреварите на ФК Вардар сега. Вардар, кога што знам, во овој момент тренира каде ќе стигне. Каде ќе најде слободен терен, слободно игралиште, не мора да е тоа стадион. Може би некогаш и во парк имаат некакви суви тренинзи. Со тоа што, главно се согласувам со се што каже Борко, ама еве да не се согласиме со се. Да. Пропаста на Вардар почна многу пред овие последни неколку години. Иако јас се согласувам дека еден од оружјата на противниците на сево, на оние што го ја сакаат Македонија, што во срцето ја носат, што знаете горат за неа, е Вардар. ФК Вардар. Затоа што јас ги паметам времињата од 80-тите години кога ФК Вардар беше репрезентација на Македонија и беше олицетворение на македонскиот народ, кога ние одевме на наше море тогаш. Мене ме разликува затоа што сум од Скопје и Вардар. Јас сум спортски коментатор поради ФК Вардар. Затоа што не можеше да не се слушне радио пренос од настап на Вардар на гостински терен. Тука си доаѓавме да го гледаме. Па носевме транзистори врак. Вардар е Македонија. Вардар е Македонија и мене ми е многу жал што во изминатиот период, Вардар славеше 75-ти роден ден, минатото лето многу гарнитури го користеа за своји тесни партиски интереси. И затоа сега сакам одовде втор пат да апелирам. Втор пат го правам ова кон сите што можат не да му помогнат на Вардар да биде тоа нелојална конкуренција, па тој да биде постојано шампион. Не мора да е шампион постојано. Меѓутоа Вардар да екзистира, затоа што Вардар артикулира голем број гласови на македонците, не гласови политички, мислам гласови во национална смисла. Па еве ако веќе некој сака да протурка некоја политика, може да ја протурка преку ФК Вардар и неговите успеси. Зошто да е со уништување на ФК Вардар? Еве нека се тргне од друга страна. Имав големи надежи по локалните избори дека работите може да се променат, затоа што ФК Вардар е меѓу другото и градски клуб. И дека градоначалничката, поместувањата на партиските сили таму ќе можат да донесат добро на Вардар. Не само што не донесува добро на Вардар, туку мислам дека не е мрднато со прст, а веќе мина година и половина и тука ми е навистина многу жал и многу сум разочаран од од таква состојба. Затоа што власта може да е виновна.
за се што прави. Ама не заборавајте, врховната власт е кај секој од нас. Значи, ние некому сме дозволиле да направи погрешен потек. Да го протурка погрешниот потек. Ако е тоа погрешен потек, а е. Така што, локалната власт, која што е сега на другата страна, мора посериозно да се зафати со ФК Вардар. Не за да добие тесни партиски поени, туку за да ја помогне на Македонија. И тоа ќе остане запаметено. Сега сакам да те прашам за една друга тема за која што впрочем ме прашува и околу мене луѓето кога кажав кои ќе ми бидат гости во вечерашната емисија. Тој ми рекоа да те прашам зошто толку малку спорт има на македонската телевизија, односно само македонската телевизија ајде, има некакви надпревари, пренесува, се бори, верувам дека со вештерки, не дека не, сигурно дека се борите за да стигнете до не знам сега како оди процедурата, меѓутоа за да можете да емитувате спортски надпревар од национален интерес и така натаму, некако Спорт клуб, Арена и сите тие канали како да ги потисна македонскиве телевизии, државната телевизија на националните телевизии. Еве јас доаѓам од една национална телевизија, спорт се помалку и помалку има или воопшто нема. Јас можам да зборувам за македонската радиотелевизија, но некако нејзин официјален представник овде, оти никој не знае дека сум тука. Се скрив да дојдам. Да не направам некаков проблем. Можам да го кажам мојот став на таа тема. Македонската радиотелевизија има премногу спорт. Ние отворивме МРТ трет канал и во услови кога нема некоја голема логика да имаме спорт, затоа што противниците ни се пресилни, ние наоѓаме начин да имаме спорт и тоа е од неколку причини. Точно е, Арена, особено Арена сега, претходно и Спорт клуб, се доминантни на пазарот затоа што имаат многу пари. Спортските ТВ права се откупуваат со пари. Доаѓа некој за оваа чаша нуди 10 евра, доаѓа некој нуди 1000 евра и тука нема битка. Да понуди 13 евра, ќе има битка. Меѓутоа нуди многу повеќе, затоа што откупува права на територија на целиот регион. И дава огромни пари, овие што продаваат немаат никакви дилеми каде треба да ги продадат. Потоа ние купуваме така наречени неексклузивни права, токму од нив. Со една цел. Ние не смееме да дозволиме да има македонски спорт со српски, хрватски, словенечки и не знам какви коментатори. Имено тоа и се случува. Ние гледаме нели надпревари на кои што можеби игра и Македонија или не мора Македонија, да, македонски клуб, а коментаторот коментира на српски или на хрватски јазик. Уште не успеваме да ја добиеме битката за кошерка. Битката за ракомет е постојано добиена. Ние не дозволивме да има првенство што нема да биде коментирано на македонски јазик. Едно имаше. Или само едно, добро. Кое е тоа? Не, ама тоа е на македонски јазик. Не мора да има МРТ. Нека биде Алфа, да е македонска телевизија. Да има македонски коментар на македонски јазик, да. Без која телевизија со национална концесија. Не дозволивме во ракомет да ни побегне настан, не дозволивме во одбојка да ни побегне настан, да не е пренос на македонски јазик. Во фудбал дозволивме. Имаше одредени надпревари што ни побегна, меѓу другото и оние со Португалија и со која беше Италија баражите за светско правенство сега. Но на таа тема се подобривме, затоа што ни беше тешко. Јас ке колабирав таа вечер кога Македонија совлада Италија, ке колабирав дома. И на ситим се налутив. И на работа и дома. Се коригиравме до 2028 сите надпревари на македонската фудбалска репрезентација и на европските првенства ќе одат на македонски јазик. Добре, европското одеше на македонски јазик, да се држиме добро, се држиме подобро од што логично можеме, според финансиите и така натаму. Тоа е затоа што има некои упорни луѓе таму во МРТ што го туркаат спортот и засега магијата им поминува. Ќе видиме како ќе биде ако не им помине. Меѓутоа, сметаш ли дека државата треба, не знам, да воведе ли некој закон, затоа што види ние кога емитуваме филм на телевизија, не можеме да го пуштиме без превод, титул или синхронизација, така на македонски јазик. Како може спорт? Сите влади на Македонија се за тоа виновни. Иницијатива постоеше уште во времето на Груевски, кој што потоа тврдеше дека не бил информиран, што мислам дека не е така. Иницијатива постоеше откако Заев презеде, па тој донесе некоја одлука на влада, што сега, ако некоја бара, нема да ја најде,
во архивите дека тоа прашање треба да се реши и тоа прашање толку не на се тоа решава. остава. Знаете како се решава тоа? Како што го решија Хрватите. Не може да емитува овој или оној оператор ако нема експозитура во Македонија, односно луѓе што работат на македонски јазик. Јас прв пат го зборувам ова, оти луѓето може да речат еве сега Тони или не знам кој форсира нешто вакво за да добие можност да напредува не знам во кариерата или не е тоа причината. Тони, не е не тоа мислам причината. дека некој ќе помисли така. Секој сака да гледа надпревар, верувам Борко ќе се сложиш со мене дека кога игра репрезентација на Македонија, сакаш да гледаш нели пренос со коментар на македонски јазик. Некако не знам, не е логично да си гледаме дома надпревари што ни ги пренесуваат од Хрватска со хрватски коментатор. Така. Па добро, генерално се што кажа Тони е на место, значи не сите имаат подеднаква вина за ова што случува, меѓутоа сигурно дека државата мора и треба да интервенира час поскоро за да нели едноставно се стави крај и да почнеме од 1-0 да кажам, да можат и македонските коментатори, и македонските телевизии кои што ќе си ги откупи правата не за пренесување тие надпревари, да можат да напредуваат, затоа што верувајте дека гледаноста на една телевизија се зголемува дотолку, може би дупло повеќе, не знам како одат мерењата, меѓутоа дупло повеќе сигурно кога игра една репрезентација на Македонија, без разлика дали е фудбал, дали е кошарка, дали е ракомет, независно, меѓутоа сигурно тоа ќе биде и од бизнис интерес и за телевизиите и за ТВ коментаторите кои што сигурно ќе се борат да тие бидат кои што ќе ја пренесуваат или кои што ќе ги пренесуваат тие надпревари, така да сигурно дека државата мора да интервенира и да се стави крај на ова, да го наречеме едно безредие кој стигне да пренесува Македонија, дали се работи тоа сега за српска телевизија, хрватска или било кој или со било какви коментатори, така да мислам дека треба да научиме да си го почитуваме своето и да си го цениме своето и да си ги заштитуваме нашите вредности. Сега реко, пак ќе речам добро е, пофативме конци, релативно добро. Еве Македонија играше ракомет сега во јануари, тоа беше на македонски јазик. Одбојка е второто европско првенство оваа година на кое што ќе игра Македонија. Ќе биде на македонски јазик. Фудбал, реков, сите репрезентации ќе бидат на македонски јазик. Не знам кои се таму, Италија, Англија во група квалификации за европско и така натаму. Ја немаме само кошарката. Ќе дојде време и кошарката ќе ја вратиме на марата. Само малку околу процедурава, како се стигнува до тоа да Арена Спорт и Спорт клуб пренесуваат надпревари кај нас? Тоа се некои посебни, имаат одобрувања преку... Не, ајде, вака сега, предпоставам дека ќе зборуваме малку и за некои други теми, Да. но оваа тема стои вака. Значи, се продаваат телевизиски права на граѓаните не за им е јасно. територија на одредена држава. Добро. Тоа оди територијално. Добро. Се продава Европско првенство ракомет за територија на Македонија, го продава ЕХФ или го продава некоја компанија која што е ангажирана од ЕХФ, Инфронт или така натаму. Таму стигнуваат понуди. Значи не може да го купите тој настан од 2, 3 или 5 места, не е ова тендер. Или кога ќе се каже тендер на пазар за телевизиски права, тоа значи дека еден човек, фирма, институција го отвора тендерот и доаѓаат понуди од сите страни. Македонија може да аплицира и да откупи ТВ права за свет. И за тоа ќе треба трилиони долари. Но, ние откупуваме ТВ права за нешто територија на што е Македонија. Тоа е нереално. нас Добро. интерес. Ние издрачиме Меѓутоа, на територија на соседите, Македонија. тоа сакам да прашам, соседите можат да купат за територија на Македонија, значи може и Бугарија да откупи, така? Нема зошто да откупи за територија на Македонија, ти не зрачи во Македонија. Но Арена и Спорт клуб во овој момент и Евроспорт зрачат на територија на Македонија и тие доаѓаат со понуда. И еве ќе повторам нешто што го имам кажано веќе на Алфа, во едно време кога јас бев уредник, МРТ аплицираше за квалификацијски надпревари и некој европско првенство фудбал 1,1 милион евра. И тоа беше рекордна понуда со која што Македонската радио телевизија учествуваше на тој тендер. Спорт клуб ги откупи правата за територија на Македонија, Србија, Црна Гора, Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина, екс СФРЈ, за 20 и нешто 24 или 25 милиони евра. Еден наспроти 25 и при тоа нашата понуда споредбена со овие други 5 од бивша Југославија не беше најмала. Босанската и Црногорската беа помали. Значи добро, се верувам дека сега на гледачите им е појасно дека се си е регуларно, така, тука нема. Меѓутоа ние како држава плутење. можеби треба да се заштитиме со закон. Ние како држава треба да се заштитиме со закон дека оператори кои што сакаат да емитуваат
телевизиска, односно спортска програма во Македонија, без оглед дали се free to air, односно телевизии што се фаќаат со обична антена, како што го нарекуваме тоа, или па кабелски оператори, треба да ги преведуваат своите производи на матичниот јазик официјален на земјата каде што емитуваат, во случајот Македонија. Како што се заштитија сите други. Ние тоа не го направивме и тие не кршат закон, да не бидам сватен погрешно. Се си е во ред. Се си е во ред. Само ние треба да донесеме закон. Така Ние устав менуваме толку лесно, овој закон 10-15 години не можеме да го донесеме. И тоа е неверојатно. Точно, да преминеме сега малку едно прашање пред да навлеземе на во темата ваучери и како тие се поделија периодот. Корупцијата и непотизмот во спортот се на многу високо ниво. Пред неколку дена чинам имаше некоја дебата во која што се презентираше пред јавноста мислењето на народот дека дури 80% од анкетираните сметаат дека корупција има во спортот. Како ви звучи ова? Ова дали е поврзано, сега вие ќе ми кажете, со ваучерите, прераспределбата на парите и финансиите воопшто? Па добро, колку процент рековте дека? 80% од анкетираните. Ме интересира другите 20. Би сакал да ги видам тие другите 20 што рекле дека нема корупција. Добро, ова е една тема која што треба многу да се разговара и да се дебатира и да се откриваат многу работи, меѓутоа да трнеме од ваучерите како наједноставна ситуација која што можеме да објасниме за да можат граѓаните и луѓето да ја сватат. Системот ваучер е измислен од никој друг, токму од председателот на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски. И тој е измислен со една единствена цел, а тоа е корупција во спортот. Да можете вие преку тој ваучерски систем да одредувате на кои клубови колку ќе давате помош и на тој начин да ги придобивате на своја страна или директно да вршите корупција со државни пари. Значи јас ако на една федерација или клуб помогнам финансиски, нормално дека тој клуб ќе зависи и ќе застане на моја страна. Тоа е логично. Така да тоа е една од причините кои што е измислен ваучерскиот систем. Другата причина е многу тешко во Македонија, или може да се изберат на прсти, имате компании кои што можат да ви го променат тој ваучер. Значи вие добивате едно парче хартија од управата за јавни приходи, на кој што гласи дека, да речеме, тој и тој клуб има ваучер од, да речеме, 10 милиони денари. И тоа се така наречени виртуелни пари. Вие го добивате, меѓутоа нормален клуб кој што функционира 20 години, кој што работи на, предпоставиме, на развој на млади категории, кој што нема нели некои политички контакти, кој што нема некои контакти со бизнисмени, како може да дојде да го промени тој ваучер? Ќе видите вие кај која компанија да ви го промени. Значи постојат можеби 10 компании кои што имаат мок да сменат ваучери, а има не знам колку екипи и колку федерации. Така да вие мора да чукнете на вратата повторно кај тој што ви го дал ваучерот, тоа е господинот, така беше замислата негова, господинот Даниел Димевски или кај директорот на агенцијата за млади спорт. Тоа се двајцата луѓе кои што по логика треба да се обратите за помош. Ако чукнете кај господинот Даниел Димевски, и ако имате ваучер од 10 милиони денари, тој ќе ве прими најсрдечно и ќе ви каже дека со задоволство ќе ви помогне, меѓутоа после ден-два ќе стигне телефонски повик од некој човек кој што ќе ви каже дека за таа услуга која што председателот Даниел Димевски ќе ви го промени ваучерот, треба да наплатите 10% или 20 или 30, зависи од големината на ваучерот. Така да одите да го менувате ваучерот вака упростено кажано и пластично, да го менувате ваучерот кај човекот кој што ви го дал ваучерот. И токму тоа е поентата на издавање на ваучерскиот систем, за да можете повторно да дојдете кај него и тој да народски кажано ве крсти и ви помогне за да го промените ваучерот. Така да тоа е изворот на корупција, јас го зборам одамна дека ваучерскиот систем е извор на корупција во спортот. И системот на бодување на една федерација, на еден клуб е направен токму така, апсолутно нејасно, вие не знаете што бодувате, за како се бодува, како се стигнува до бодови, па бодовите одат кај директорот на агенција, тоест кај комисијата од агенцијата за млади спорт, и агенцијата врз база на тие бодови ви одредува колку пари ќе добиете од ваучерскиот систем. Сега за едните, ако да речеме упростено кажано, ако има два клуба имаат 220 бода,
на едниот клуб со 220 бода добива 10 милиони денари, другиот клуб со 220 бода добива 4 милиони денари. Значи бодовите се исти, парите кои што ги добиваат се различни, така да тоа се некои нејасноти кои што сите клубови целиот спорт во Македонија го мачат. Јас изворот го знам и ви го кажав сега пред малку, така да се надевам дека брзо ќе дојде до промена некои работи во оваа држава и ќе можеме конечно да сите оние луѓе кои што грешиле во име на спортот да завршат и да го добијат она што им следува. Антикорупцијска бара кривично гонење на директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски за, како што рекоа, нели злоупотреба на ваучерите, меѓутоа нема нешто ново во однос на тоа, баш проверував и денеска, нема некои нови моменти и нови информации од антикорупционерите. Да објасниме пластично тони на гледачите, што е спорно токму формуларите, дали се адекватни, не се адекватни, нели се зборуваше екипни спортови, поединци, како се прераспределуваат тие пари, кој одлучува? Да бидам искрен, јас не се занимавам премногу конкретно со оваа тематика. Оваа тематика е спортска, меѓутоа излегува од спортски рамки, влегува во некои други сфери, но нормално покажувам интерес затоа што и треба да сум во тек, а и едноставно не може да ја спуштите ролетната на таа тема и да не читате и да не гледате ништо. Види, сериозни пари, спомнуваме сериозни пари, еви Борко спомена реално сериозни пари, мора да има одговорност, нели? Сега помалку, да. Сега 10 нешто беа, сега се помалку. Сега помалку, со првична идеја од моментот кога тргна ваучерскиот систем од 2018, ако не се лажам, од 9 да дојде на 15 милиони евра финансирањето во спортот, односно државата да се откаже од толку пари кои што исследуваат врз основа на данокот на добивка што треба фирмите да го плаќаат во буџетот на Република Македонија. И што значи тоа за луѓето што не следат целосно? Државата дава одреден ваучер на федерација или на клуб, тој ваучер кај некоја фирма која наместо да ги плати парите на име на данок на добивка во буџетот, ги дава на некоја федерација или клуб. Значи контурно гледано, добро е кога парите ќе дојдат во спортот. Затоа што пред да постои ваучерскиот систем, мислам дека ако ги иземеме финансирањето на Самсоненко, не знам точно во кој обем беа во РК и ФК Вардар, немаше толку пари во спортот. Од друга страна, знаејќи какво ни општеството, системот на тој ваучер треба да биде под строга контрола за да нема нејасноти и недоразбирање. Затоа што од една страна добро е што парите дојдат во спортот, не е лошо и преку ваучер да бидат, како и да е само да дојдат, од ние бевме на работа на крахиран спорт, па и сега сме, ама замислете без овие 4 години во кои што дојдоа 9 по 4, 36 да речеме, милиони евра во спортот. Но од друга страна, контролата кој и што прави. Не можам... Будат ли тие пари на вистинското место? Секогаш ќе има забелешки. И јас да го правам системот и распределбата, сигурно ќе има забелешки кои што потекнуваат од неколку фактори. Првиот фактор е Македонија нема спортска стратегија. Ние не знаеме дали сакаме професионален спорт, не знаеме дали сакаме рекреативен спорт. Не знаеме дали сакаме резултат веднаш, дали сакаме на средни патеки или на долги патеки. И јас да речеме кога би го раководел тој сегмент, јас би направил 3 стратегии. Едната долгорочна, за да имаме спорт за долги времиња, идни, едната среднорочна и едната краткорочна, затоа што на Македонија е потребен спортски успех, она за што зборувавме претходно, да не се навраќаме назад. И ние мора паралелно да ги тераме процесите. Сакале или не сакале, знаеле или не знаеле. Колку што знам јас, во агенцијата има комисија од 7 членови, кои што решаваат, ги анализираат пријавите што ги праќаат федерациите и спортските клубови. И не знам, има неколку критериуми таму. Колку луѓе се вработени во федерацијата или во клубот, колку спортисти има, колку проценти странци, колку репрезентативци, колку пати се појавиле на телевизија и така натаму и така натаму. И врз основа на тоа има бодување и според бодувањето доаѓаме до таков резултат 250 и некој ќе добие 10, некој 4 милиони евра што кажа Борко. Јас не ги знам до толку бројките, меѓутоа 600 и нешто субјекти земаат ваучер од државата и претпоставам дека сите го реализираат, иако јас знам случаи кога одредени клуби не може да го реализираат ваучерот. Тој ваучер има слабости. Системски има слабости, но е една иницијална каписла за дел од клубовите и федерациите малку да живнат, можеби и живнаа во овој период, што не значи дека ќе направиме резултат, затоа што според мене ваучерот веќе е на залез. Ние сега не размислуваме за професионален спорт и за раст, ние размислуваме, јас размислувам како да отворам клуб
во мојата општина и да заработувам пари. Да бидам човек клуб, не ме интересира резултат. Последен ќе бидам секогаш. Ама да земам пари. Ме разбирате, значи ваучерот придонесе за да тргне работата, жарчето го претвори во оган, ама оганот ни е мал. Ние сега сакаме пожар. Пожар сакаме во спортот, резултатски гледано. А не гледам дека ќе дојдеме до него. Тука ќе направиме кратка пауза, мораме да одиме со реклами. Почитувани, останете тука, се враќаме веднаш после рекламите со завршницата на оваа емисија. Да, добре дојдовте назад. Вечерва емисијата за или против е посветена на спортот, на случувањата во спортот. Мои вечерашни гости Борко Ристовски, Тони Стојановски, застанавме кај ваучерите и начинот на кој што тие се делат. Сакам да споменеме малку околу она забелешката што ја имаше и од антикорупцијска во формуларите за спортови кои што се екипни и поединечни, па прераспределбата тука на овие средства малку се нејасни и тука постои сомнеш дека селективно се даваат многу повеќе пари таму каде што треба или таму каде што не треба сега. Тоа е. Добро, ја не би се сложил во цело со мојот соговорник Тони Стојановски во делот на ваучери, затоа што пари во спортот имаше дупло повеќе него што има сега. Сега е спортот лимитиран на 9 милиони евра или 10. Зборуваме за цела Македонија, за сите спортови. Додека со претходниот закон за спорт беше неограничено колку ќе имате своји менаџерски способности да од фирмите кои што имаат ослободување од данок, кој што беше поделено на 40%, да речеме, сега не ми текнува тоа колку беше, 40% и од тие 40% беа 20% за фудбал, 20%, 15% за ракомет, па не знам, 5% за кошарка или не знам како беа поделени. Меѓутоа доаѓаат до израз вашите менаџерски способности, колку вие ќе најдете, колку ќе можете да излобирате од фирмите, да парите наместо да ги платат во УЕП, ги вложат во врвен спорт. Законот, не знам од кои причини, веројатно од овие лукративни причини, со самото доаѓање на законот за спорт, се избрише, го снема и дојде овој ваучерски систем. Така да Тони малку и нормално со најдобра намера, пре наивно гледа на се ова, затоа што тие нејасноти се токму наменети да бидат така нејасни и малце го потценува човекот кој што го направи ова, јас добро го познавам. Така да не е се така едноставно и не е се така наивно како што изгледа на прв поглед. Сигурен сум дека доколку сака да се направи тој ајде да кажам тоа бодување да биде исправно и правилно, ќе се направеше. Значи тие го направија ваучерскиот систем и тргнаа во, како што кажа ти, во борба за секој да отвори свој клуб и да се бори за некаков си ваучер, дали ќе биде тоа милион денари, 2 милиони денари, и тука се изгуби суштината и формата на спортот. Ние немаме во суштина сега никој да се бори да направи деца, ние сега имаме луѓе кои што се борат да направат клуб за да можат за една или после 2 години да земат ваучер. Кој за некого е, да речеме, да отворите клуб и после 2 години да земете 2 милиони денари ваучер, за некого се огромни средства. Тој ќе ги подели ќе собере некоја екипа што како што кажа Тони, ќе бидат последни, меѓутоа тој ќе ги дели 2 милиони денари, од кои што веројатно 85%, ако не и повеќе, ќе бидат за него. Значи се губи комплетно суштината зашто ние да се бавиме со спорт. Значи едноставно се искористуваат спортските, ајде да ги наречам така, канали за да некој дојде до некаква финансиска бенефит. Значи јас сум за тоа и се борам и ќе се борам секогаш. Добро, ти си да споменеме нели во текот на оваа емисија дека си политички активен во ВМРО ДПМН, е токму во сферата на спортот, што мислиш дека еве нели опозиција сте, нормално е дека се борите за да дојдете на власт. Овој систем со ваучериве нема да функционира долго, како гледаш? Не, значи во најбрз можен рок по промената на власт се надевам брзо ќе се смени тој ваучерски систем. Се спрема нов закон за спорт кој што ќе биде вистински закон за спорт и кој што вистински ќе има бенефит спортот и спортистите.
и екипите нормално и ќе направиме една линија кај што ќе почнеме и кај што каже Тони ќе се направи на стратегија што сакаме ние. Дали сакаме да имаме професионален спорт, дали сакаме рекреативен, дали сакаме индивидуален, дали сакаме колективен, значи мора да се направи една олимписки, како сакате поделете го, и тоа мора да се направи да дистинкција што ние сакаме и што бараме. Значи јас се залагам и ќе се залагам за тоа да спортот, во спортот ги тргнем сите оние луѓе кои што се на било кој начин криминално поврзани и сакаат да остварат бенефит преку спортот. Значи, јас ќе се обидам да го заштитам спортот на страна од ова цело едно лудило кое што се случува во оваа држава. На сите полиња ќе пробам да го заштитам да барем спортот ни остане чист, затоа што тоа е најчистото нешто кое што има едно општество. Јас се трудам и верувам дека ќе успееме во тоа да направиме еден чист спорт како што пред добри 7-8 години беше чист, ако не и повеќе. Имаше и таму аномалии, нормално, и тогашниот закон за спорт не беше идеален, па не знам, имаше две екипи фудбалски кои што ги фатија, правеле марвезации, меѓутоа, кога правите нешто, ништо не е идеално, не постои идеално. Меѓутоа мора да имате вие контрола која што ќе биде концизен, кое што ќе си ја работи својата работа. Сега да речеме во Агенција за млади спорт има, не знам, 20 инспектори кои што ги имаат истите ингеренции како да работи во финансова полиција, меѓутоа никаде ги нема. Зашто е тоа така? Мене ми е малце симптоматично. Значи се измешани работите кои што да речеме ги изгубивме контурите на она што сакаме да бидеме. Ако сакаме да граеме здраво општество, мораме да направиме простор да спортот ни се развива чист. Дали ќе има грешки, сигурно е дека ќе има, сите грешиме и веројатно сите и од секогаш грешиле. Меѓутоа поентата е да вашата грешка не биде намерна и да не биде со лукративни намери. Тоа е поентата на спортот и јас се надевам и верувам дека ќе успееме да направиме стварно едно општество кое што сите ние ќе сакаме своите дечиња да ги однесеме, да тргнеме од таму, да тргнеме од она што сакаме да го гледаме Вардар на следното, да можете дечиња да си однесете, се да можете да направите едно општество кај што спортот ќе биде навистина еден двигател во општество и ќе ја носи нашата младина пред се и нормално целиот народ напред. Да споменам тука сега и нели другава страна која што не е присутна, односно страната на властите. Ковачевски вели дека во време на криза со оваа мерка, зборуваме за ваучерите, поддржани се 174 спортисти, 46 федерации и 664 спортски клубови. Меѓутоа, после оваа изјава во јавноста се појави една информација дека ваучерите не се делеле по заслуги, туку се делеле по партиски клучи. Има ли такво нешто? И јас колку што знам, има. Значи, има и затоа и такво незадоволство и затоа и спортот не е на ова ниво. Затоа што се делат ваучери и се зголемуваат ваучери и на федерации, и на екипи, и на, како сакате, и на поединци, на кои што ве знам еден случај, баш денеска конкретно дознав. Емил Павлов, мислам дека доби 60.000 денари за да се такмичи на Европско првенство, не знам каде е, во бокс. Така да... Во карате. Карате. Во карате. Не, да. Таму нешто, не сум докрај сигурен. Таму федерацијата објави дека ќе финансира половина од средствата што се потребни за репрезентативците да учествуваат на Европско првенство. Претпоставам дека е тоа поради немање доволно пари. Па ќе треба секој што ќе учествува да си плати, да си се само финансира за да настапи на Европското првенство, што не е во ред. Не знам од кои причини е тоа. Дали нешто е федерацијата во некои проблеми или така натаму. Има ситуации, случајно не е ништо. Има проблеми. Има проблеми во поделбата на ваучерите. Да речеме, сега не знам, има клубови на пример, два фудбалски, кои што имаат поголем ваучер од Одбојкарската федерација на Македонија, што го артикулира целиот одбојкарски спорт и ќе организира Европско машко сениорско првенство прв пат годинава. Ние сме немале машко сениорско првенство во ракомет, во фудбал, во кошарка. А има помал ваучер од еден клуб фудбалски. Замислете, тој ваучер, да речеме, на клубовите два е на ниво на, станува збор за шкенди, за шкупи, да нема дилеми, е на ниво на ваучерот на Кошаркарската федерација. Е малку помало од оној на ракометната. Малку 2 милиона денара, тоа е 30.000 евра. Не знам
да речеме Eurofarm Pelister 2 има ваучер кој што е приближен на ваучерот на Одбојкарската федерација на Македонија. 9 наспроти 11, 10,8 милиони денари. Како е дојдено до тоа така да се распределуваат средствата, парите? Навистина не знам. Никој не знае одговори бараме, никој не знае реално клубови кои што се сериозни појавуваат, пари што се еве сега во јас и Борко да седнеме да ги читаме, не ти, јас и Борко, нема да ги знаеме кои се од кај се. Тука е секогаш сомнеш. Значи чудни имиња. Клуб некој си земал ваучер. Не мора да е преголема парата, ама кога се државни пари во прашање, секој денар е драгоцен, односно треба да има зошто се вложува. Дека се нели се оформуваат нови клубови, меѓутоа не со цел да им се втурнат младите во спортот, туку за да се земат парите од ваучери. Јас се радувам што Борко овде пренесе еден став на политичка партија која што е сериозна и јас верувам дека ќе ја презеде власта на наредните избори, а тоа е дека без оглед дали ќе се менува системот. Мене лично, да ја кажем право, не ме интересира дали е ваучер или не знам како се нарекува или нов закон за спорт, само да има пари во спортот. Не затоа што јас работам таму па сакам да има пари, па и за тоа, ама спортот е значаен. Сега за нас, македонците особено, тоа е значаен. Секоја инвестиција во спорт е стратешка инвестиција. Инаку се согласувам Борко и за мојата наивност кога се многу пари во прашање. Ние работиме за плата. не потпишуваме сериозни сериозни договори, не потпишуваме како врвните спортисти, но мислата ми беше дека секоја власт што ќе дојде може и треба само да го надополнува позитивното од претходниот систем. Ако не ја прифатиме улогата дека треба да си ја подаваме штафетната палка, тешко ќе биде за еден мандат да се промени се коренито и да направиме нешто што ќе биде добро. Па и да е така, овие другите ќе дојдат за 4, 8, 12 години, не знам, и ќе направат масакар. И тоа е лошо. Само да има пари, да има вложување за да може да се задржи некој континуитет и она што е многу значајно, а ти го потврди и се радувам што е така, да се има стратешка определба за тоа што сака да прави Македонија со спортот. Оти не е исто вие да финансирате се, а во врвниот спорт нема тоа. Треба да се насочите, да работите на повеќе фронтови, кај нас не е проблем само парите. Еве, јас ви гарантирам сега 200 милиони евра да се влијат во македонскиот спорт, многу федерации, многу клубови нема да знаат што треба да направат со нив. Значи тука се едукации за тренери, тука инфраструктура која што реално и да ја имаме, ни пропаѓа. Проблемите не се едноставни и не се само во една сфера. Не може да се лоцираат така. Тие се интердисциплинарни и затоа треба да се бара такво решение. И сега за крај некако да резимираме и да го заокружиме целиот овој разговор, факт е дека заклучивме дека политиката не е избежно да биде дел од спортот, меѓутоа да ги тргне рацете во однос на националните чувства, да не оди контра спортистите или да инвестира многу повеќе во спортот, а не во интересите на некои луѓе што се блиски до едните или до другите. Јас ќе го кажам следно. Значи, без политика не може да има ни врвен спорт. Така е секаде во светот. Значи, ако сака да промените нешто големо и да направите големи резултати или големи работи, мора да биде политиката на исто ниво со политиката. Меѓутоа, зборуваме за вмешување на политика на високо ниво. Зборуваме за вмешување на политика од типот дали ќе оваа година ќе изградиме 14 сали и еден спортски комплекс или ќе направиме базен во, не знам, во Охрид или во Битола или било каде. Да, тој тип на вмешување во политика прифаќам и мора да постои. Меѓутоа, вмешување на политика на пониските гранки во спортот е за самиот спорт, мислам дека е убитачно, така да се изразам, затоа што сега имаме замешување на политика дали некој си тренер или помошник тренер или играч бил од СДС или од ВМРО, мислам тоа е апсурдно. Ако ја уште од сега кажувам дека ако некој тренер или селектор, ако е од другата страна, а ја имам некаква си можност за нешто, ако тој човек вреди, апсолутно тој човек ќе си остане. Немам никакво право да се мешам во работата стручна во било кој спорт зборувам.
а сега се случува токму спротивното, така да мора секојаш да се биде над ситуацијата политичка, дали бил тој, не знам сега, ВМРО или СДС или ЛДП или ДУ или не знам кој бил, не навлагам, меѓутоа затоа во спортот ни се потребни повеќе луѓе со интегритет и со чест, за да може да го истуркаат се ова, затоа што не е лесно кога имате луѓе кои што се без да навредам некој, меѓутоа лабилни во својот карактер и кои што не знаат да држат до себе. Ако денеска зборуваат едно, па за еден месец друго, па за 6 ќе зборуваме за трето, или сега ќе зборам едно, па кога се смени власта, ако имам некоја можност било што нешто да правам, ќе биде спротивното од ова што сум го кажувал, не. Значи јас стојам до тоа дека тоа што го кажувам сега, тоа што ќе го кажеме во кампањата, доколку добиеме доверба за било што, во спортот ќе биде така. Ако не успеам тоа да го направам, ако имам, пак повторувам, некоја си, без да се, нели, себе глорифицирам, ако имам некаква можност да било што направам, тоа ќе биде така. Ако не можам да го спроведам тоа, ќе бидам доволно чесен и ќе си заминам. Значи, ќе излезам со изјава дека едноставно тоа е тоа, не можев, извинете дечки, не можев тоа што го ветив да го исполнам, затоа што, нели, поголемите, да ги наречеме чичковци, не го дозволуваат тоа и нема да дозволам да својот образ, чест и дигнитет да по било која цена се нарушат. И затоа е спортот толку голем во светот, затоа се спортистите толку почитувани, затоа што зрачат со дигнитет и со чест и со образ. Те држиме за збор, Борко. Ти благодарам, уште завршни зборови за Тони. Двајцата се согласивте дека национална стратегија мора да има. Да, од тука мислам дека тргнуваат работите, затоа што ако нема надолу се како и да се распредели, ќе биде во некој сегмент, во некоја гранка погрешно. Затоа што не може да градиме спорт за сите да бидат задоволни. Не може. Едноставно немат ниту толку пари, ниту пак имаме толку потреба за да го правиме тоа. А политика дека ќе има, за жал, ние сме исполитизирани. Тоа е меѓу другото и дел од нас, дел од нашиот карактер и добро би било ако тој превес на политиката е малку полесен, за да можат оние што се професионалци во одредени сфери да го кажат тоа што треба да го кажат. Ако Борко во ВМРО ДПМН не решава за спорт, или не знам некој во СДСМ или во која и да е друга партија не решава за спорт, а е спортист, тогаш спортистите ќе ја решаваат енергетската криза и ќе биде хаос, како што многу често сме потврдиле дека е. Знаете, имаше еден новинар во Радио Скопје кога почнав јас кариера таму 98, сега е починат, велеше во 1-1 и 2-2 нема политика. Можеби, ова е сега моја, јас додавам, таму меѓу 1 има 2 точки, таму е најголемата политика. Таму се прави балансот. И се надевам ќе го најдеме за доброто на сите и ние како спортисти, спортски работници, поддржувачи ќе ги дадеме импулс на Македонија да ги преживее тешките времења и да оди напред, да се гордееме. Верувам дека бевме интересни за нашите гледачи и дека спортот и како заслужува една емисија од час, можеби има и некои теми што не ги опфативме, но се надевам дека ќе се видиме повторно, ќе ни бидете гости во Алфа. Почитувани, вас ви благодарам за вниманието. Останете со телевизија Алфа.